Средното училиште Димитар Влахов во Струмица го освои второто место на 51-виот државен тракторски надпревар кој се одржа во Кавадарци. Средношколците од ова училиште се надпреваруваа во 6 дисциплини: вешто возење, препознавање семиња и плевели, коски органика и домашни животни, калемање овошки, аранжирање цветни аранжмани и органско земјоделско производство. Во силната конкуренција, 4 ученика, Христијан Ѓорѓиев, Стоја Ѓорѓиев под менторство на професорот Ванчо Танев, во дисциплината вешто возење се закетија со златни медали, како и Фердене Мустафова и Зорица Стојкова исто така се закетија со злато во категоријата аранжирање цвеќе под менторство на професорката Роза Делева. Јас сум Фердене Мустафова, ученичка во СОУ Димитар Влахов. Бев во дисциплина на аранжирање на цвеќе. Добив прво место, од 20 деца бевме ние први. Не беше тешко, всичко беше добро, според мене не е важно место, поважно е дружење. Јас сум Ѓорѓиев Христијан, ученик во СОУ Димитар Влахов. На мене ми беше ментор професор Ванчо Танев во вешто возење на трактор. Ние вежбавме скоро 2 недели секој ден на економијата, на нашата економија, на нашето училиште. Тракторот не е само за маж, бидејќи можам да кажам дека жените се подобри возачи од мажите. Тоа е докажано и не мора да се прави делбан за машка и женска работа, бидејќи работа е работа и кој што сака, во што верува дека ужива и сака да работи, тоа да го прави. Бидејќи не е важно што ќе кажат другите, важно е што сакаш ти и што мислиш ти. Менторите го изразија своето задоволство од постигнатите резултати, бидејќи во сите дисциплини средношколците од Димитар Влахов биле меѓу најдобрите во Македонија, што е резултат на континуираната подготовка и посветеноста на учениците. 51-виот државен тракторски надпревар СОУ Димитар Влахов Струмица. Прво да кажам дека го освои второто место од сите 10 училишта на ниво на Македонија. Се врати со златни медали и со добри солидни места во другите дисциплини, 4, 5 и 6 места. Ние како тим кој што бевме ментори во тој дел сме задоволни и презадоволни пред од нашите ученици. На надпреварот целиот тим кој што сме во делот на активот на агрономи сме насочени повеќе да испробуваме кадар кој што доколку не го продолжат своето образование понатаму во високите образовани институции, да отворат своји приватни фирми, да се занимаваат со дел од тие вештини кои што ги имаат они стекнато. На денешниот прием директорката го изрази своето задоволство, при што кажа дека во земјоделско-ветеринарната струка во училиштето се продуцираат квалитетни кадри кои потоа образованието може да го продолжат на некоја висока образовна институција или пак да се вклучат во индивидуалните стопанства и да отворат своји бизниси. Прво можам да кажам дека сум горда на вработените, бидејќи се и како добри стручњаци и дека сметам дека основите во земјоделието токму овде ќе ги добијат. Без тие основи, значи тешко би можело да се продолжи за обработката на земјата, за начинот на одгледување, а повторно ќе повторам дека нашите колеги, агрономи и tekako се стручни во таа област и дека основите што ќе ги добијат ќе им служат понатаму во животот. На државниот тракторски надпревар во Кавадарци се да учества околу 300 средношколци од 10 стручни училишта, каде има земјоделско-ветеринарна струка.